Почитувани граѓани на Куманово, почитувани представници на медиумите, најпред ви се заблагодарам што сте присутни на оваа пресконференција. Денешната пресконференција е со цел да ги информирам граѓаните на општина Куманово и на општина Старо Ногоричане за моите активности кои што ги преземам во моментот во Собранието на Република Македонија, а представуваат интерес и на мојата изборна единица и на граѓаните на Куманово и на општината Старо Ногоричане. На 19 ноември ова година започна да се разгледува предлог на буџетот за 2013 година во Република Македонија. Исто како и претходниот буџет, и овој буџет е неразвоен, расипнички и буџет подреден на партиските потреби и интереси на ВМРО ДПМН и на Груевски. И овој буџет не ја покажува својата развојна компонента. Не гледаме во него проекти кои што ќе ја придвижат Република Македонија напред и кои што ќе можат да гарантираат сигурност на граѓаните на Република Македонија. Посебно не остава простор за економска стабилност и социјална сигурност на било кој граѓанин на Република Македонија, ниту пак на граѓаните на Куманово и на Старо Ногоричане. Во тој аспект мислам дека најмногу идната година ќе настрадаат граѓаните кои што се социјално ранливи категории во Република Македонија, заради тоа што финансиските средства кои што треба да бидат насочени кон подобрување на животниот стандард на граѓаните, а посебно на овие социјално ранливи групи, се насочуваат за проекти кои што пред се немаат развојна компонента, проекти кои што значат исклучиво лечење на лични хирови на поединци во ВМРО ДПМН. Тоа е проектот Скопје 2014, повторно во функција проектот за доградба на музеот на ВМРО и така натаму и така натаму. Тоа се проекти за кои што ние како СДСМ и јас лично како пратеник имаме собствен став. Со жалење морам да констатирам дека и во буџетот на Република Македонија за 2013 година воопшто не може да се најде или да се спомене Куманово и овој регион од кој што сум избран како пратеник, и по кој пат си го поставам прашањето: дали Куманово е дел од Република Македонија? Дали даночните обврзници на Куманово и на регионот се подеднакво граѓани на Република Македонија како што се оние од Прилеп, од Битола, од Скопје, кај што владата навистина финансира одредени проекти? Следејќи ги потребите и интересите на граѓаните од мојата изборна единица, а пред се на граѓаните на Куманово, на Старо Ногоричане, поднесов 18 амандмани на буџетот на Република Македонија, кои што значат конкретни проекти кои што се потреба на граѓаните од овој регион. Како илустрација ќе ви дадам: на овој буџет за 2013 година нема ниту еден амандман кој што е поднесен од било кој пратеник на ВМРО ДПМН. Пратеничката група на СДСМ поднесе 578 амандмани, пратеникот на Националната демократска преродба Изет Зекири поднесе 408 амандмани, пратениците од ДПА поднесоа 143 амандмани, пратениците од ПИ 44 и пратениците од НСДП 53. Ниту ВМРО ДПМН, ниту ДУИ не може да се пофалат дека еден интерес заштитиле во овој буџет на Република Македонија на граѓаните од изборните единици од кои што доаѓа. Ќе напоменам накратко кои се проектите кои што јас ги поднесов во овие амандмани за буџетот за 2013 година.